пред граѓаните. Поздрав од сите вас што се дошле на овој собиров некако протест. Значи, толку су ја изреволтиран, што имав гости од Турција с ношти и набалко ми излеговме да се напиеме кафе. Ме прашуваат тој Турција дека што е ова, што мирисат вака. Што мирисат, да имат нешто плесано. Ова ви кажуваат, значи ова не е вака, истина. Реков, депонија имаме на 100 метра. Викат, во Истанбул ова се случи во Турска. Над 200-300 милиони ќе биде комуналното предпријатие казнето и на сите телевизии ќе биде јавно. На бараба. А овде вака. Ми е мило што се собрале вие сите, меѓутоа солидарноста гледам дека на Кичепчани е многу мала. Знаете ли вие колка е Горица, колка населба е? Може да има некоја Горица овде. Ама нашава населба горе ке Старо Лопушник. Кој што дошол фалам. Ама тие што могле, а не дошле, срам да им биде. Оти ние сите го дишеме овој отров. Значи вака, од Институтот за заразни болести имам лична информација добиена од пулмологија, онкологија и хематологија дека од Кичево се лечат 700 души од канцерогени заболување, што се непушачи, немале досега било дробни заболувања или некои други крвни заболувања. Вие море луѓе дали сте свесни како потроб ние дишеме. Овој муа не го лази двама. Значи, вака да ви кажа, и да се дрзне некој со трактор да товари ѓубре едно друго ќе го здробата чотек. Знам ја каква е таа работа, како е. Ние појдовме кога се запали депонијата онаму и бевме отстрана да не сликаме. Ама ја ви кажувам дека ова земат замав и ќе земат се поголем замав. Дека овде не е питно кој е албанец, кој е турчин, кој е македонец овде од градот. Ние сите сме од градот. Јас сум стар граѓанец. Дојдов ваму Стар Лопушник, зашто дојдов самиот не знам. Ама истата мириза е мирисат и тие во Чипри, и во Пичинци, и во Карпуш. Оваа миризба сегде се шири нарошито навечер. Луѓе кои ќе заврни дожд да знаете дека се ослободува токсичен еден материјал. Не знам како се вика хемиски, не сум хемичар, меѓутоа професорот што беше Стојановски ми кажа дека од тој токсичен материјал најпојќе страдале дечињата мали. Овие исти дечиња. Значи, овие дечиња овде вака, ако не му е жал на градоначалникот, срам да им биде на тие во Советот што земаат наши пари. Наши пари земаат тие. Тие говеда, се извинувам вака на изразов, тие ние ги плаќаме. Тие советници што викаат и тие инспектори што се за здрава средина, што се овде во Кичево, ги имат 5. Ги имат тука во Народна одбрана во 1509, како беше онај бројан за елементарни непогоди, еден тука инспектор, еден санитарен и еден имат за еколошки катастрофи. Кичево моментално е во најтешка еколошка катастрофа. Вие што се малце разбирате во хемија, треба да знаете дека овој град е отруен. Јас се лекувам на хематологија, јас сум пациент там. И ви кажувам дека ова нема да остане нова. Не коридор од полиција да имат, нека донесат и војска, умираме сите ние, и нивните дечиња, и нашите од сите нас. Разберете се дека ова поќе не можеме да го трпиме ние. Ова не се трпи поќе. Веговам сите граѓани Кичепчани што се без разлика на овде не сте партиски дојдени. Знаеме дека и еден апел до премиерот Мицкоски. Значи, премиерот ти се молам да преземиш нешто во врска со Кичево, зашто најпоќе гласови од тука добијат Кичево. Така е вистина. И ако не се срамиш и не ти е жал за нас, и сите други партии што се таму в парламент што земаат пари однос од граѓаните, нека се срамат и јазак да им биде. Значи, ние не сме бројчиња, ние не сме глупци лабораториски. Ние сме луѓе. Може утре мене нема да имат, или било некој друг ќе замине од нас. Ама да знаете дека дечињата ваши и моето дете и сите дека се трујат. И дека нема лек за таа болест. Крвта кога ќе се разболи од овој токсичен материјал, лек више нема. Тогаш ќе опраша и овој градоначалник и тој има деца, таа миризба и таму моето село кај него. И сите села се загрозени. Ја дадов моje мислење да се носи депонијата во Тајмишна горе да закуда, затоа што има стари ископи, длабоки преку 500 метра што се, може таму да се носи, меѓутоа Советот не реагират, пријатели мои. Советот е само да земат пари, да седат таму во фотели, да се кезат, да се смејат, едни со други да се подбусуваат. Такви ние имаме наши политичари, државници и советници. А тие советниците, што не се овде ни еден денеска, што не се дрзнал да дојд
барем ако не поќе 5 минути, абе една минута да каже нешто во одбрана. Дека ние имаме стрпјење што вика сабра правиме, ама до кога не знам. Не знам другите, за мене знаат дека може да побудала. Дека сите ќе побудалеме еден ден од овој воздух што го дишиме. Ако на некој му е смешно, ова ја што го кажува, да знаете дека дечињата ваши се изложени на многу голема опасност. Фала ви многу, значи мораше да земат збор, затоа што ги работи некој. Нека му служи да чест на модераторите кои што јас сум го бирал, лично јас сум го бирал 3 мандати, јас сум го бирал него, колку е таму, 2-3 мандати. 4? Да, сум го бирал ја. Сум ги бирал и тие советници, тие гниди што се млати, што земаат пари. Господ да ги казни. Вака ви јаќе колна. Господ да ги казни сите дојден затоа што тие се народни луѓе. А сега се покажува дека се ненародни. Фала ви многу што.